Одгледувањето свињи за виничани е во подем. Расте бројот на мини свињарски фарми кои постепено преминуваат во солидни капацитети конкурентни на домашниот пазар. Инвестициите се чекор по чекор, но успехот не изостанува. Агрономот Васил Стојменов долгогодишното работно искуство во фармата во Пеклани го преточил во развој на сопствен фамилиарен бизнис стартувајќи пред 5 години, со знаење подкрепено со владините мерки за самовработување. 2011 откако останав без работа, почнав да го ширам така речено производството кое го имав со 4 мајки. 2012 конкурирав на огласот за самовработување, ги исполнував условите. Конкретно која мерка? Самовработување со ова програма, како ја вика, формализација, што однапред си имал почнато, да биде така речено легализирано. Легализирано да не биде на некој начин сива економија, него да биде се легално. И регистрирав фирма Фарм Стојменови како производство на свињи и отпочнав овие 4 години, ни одеше многу добро и на некој начин сум задоволен. Субвенциите се дополнителна поддршка која го олеснува инвестирањето и ослободува средства за проширување на капацитетите. Продажбата оди исклучиво за домашниот пазар, кој заради увозот годинава ги кочеше фармерите, но веќе од август ситуацијата се подобрува, така да и плановите за ширење на фармата Стојменови не стопираат. Сега ова година 2016 до сега вишокот на производство на свињи во Европа учини да имаме проблеми ова година, односно проблеми финансиски, бидејќи многу ефтино беше ни продажбата на свињите, поготово овие што продававме на живо. Колку беше цената? Цената падна крајно на 60 денари жива мера, во миг продававме. Тоа беше цена која носеше од претходната заработувачка, речено залихите ни оде, а сега од август месец веќе кренува поаѓа на подобро и повторно се гледа светлина. Владата годинава најави дополнителни субвенции во периодот од октомври до мај, која ќе има пат на побарувачката на свинско месо. Ако грлото е тешко над 120 килограми, одгледувачот ќе добие дополнителни плюс 1000 денари.